Дури 65% од водата за пиење во Македонија се губи, со што сме рекорди во Европа. А јавните предпријатија кои ја дистрибуираат овој проблем не можат да го решат со децении. Загубите на вода се 64%, а овие загуби на вода најмногу се должат на несовесното, односно незаконски поврзувањето на водоводниот систем од страна на несовесни граѓани во општина Штип, како и на дотрајаната примерна мрежа преку која се врши водоснабдувањето. Втор голем проблем кој во прашање е водата за пиење е крајно неодговорниот однос на граѓаните. Летото, цветиње, бадење, тие работи, тоа не е рационално. Има, ма многу малку. Има? Малку. Ја пушти, оставата да тече водата, нон-стоп. Тоа, што друго да ви кажем? Значи нерационално тоа. Кај не Нерационално. Овој проблем јавните предпријатија и општините не можат сами да го решат, поради што за нив се предвидени средства од европските фондови. Јавните предпријатија треба да аплицираат за средства кои се наменети за реконструкција на водоводните системи и што побрагу да го решат овој проблем. Порача министерката за животна средина Каја Шукова, но штедењето се учи од мали нозе. Затоа, во контекст на денешниот светски ден на водата, се одржа едукација на основци за значењето и важноста на водата. Што значи, доколку се мијат заби, водата да се исклучува, значи да не биде пуштена, да знаат самите деца како треба да се полеват цвеќињата, кога треба да се полеват во кој период од денот. Значи, повеќе начини на кои можат да се заштедат количините на вода. Светскиот ден на водата е порака до сите, дека планетата Земја нема неограничени ресурси. Таа е проблем број 1 во поголемиот дел од светот.